Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Пред да се пласира некоја информација во јавноста, треба докрај да се испита. Оти вака се создава паника меѓу луѓето. Кај нас во Македонија нема генетско модифициран ориз, а најмалку пак дека се произведува во кочани, како што беше пласирано во јавноста, истакна професор доктор Добре Андов од Земјоделскиот институт Скопје, кој што излезе со појаснување во однос на информацијата дека Агенцијата за храна и ветеринарство пронајде 2 увезани производи со генетски модифицирани организми, од кои едниот е семенски материјал кој бил користен за производство на ориз во кочани. Да се испита докрај од каде е, дали е увезен како готов или кај нас е произведен тој ориз. И ако е кај нас произведен, треба да се утврди кој го произвел, од кое семе и од каде го внел, бидејќи сигурно е нелегално внесено, од причина што нашите сорти не се ГМО храна. Сите сорти кои што се одгледуваат на територијата на Република Македонија, а чиј главен производен регион е Кочанскиот, не се ГМО и сите се создадени со класични методи, појаснува професор доктор Добре Андов од Земјоделскиот институт Скопје по излегувањето во јавноста на информацијата дека Агенцијата за храна и ветеринарство пронајде 2 увезани производи со генетски модифицирани организми. Едниот семенски материјал кој бил користен за производство на ориз во кочани, а другиот производ шницли од соја од Виталија увезени од Србија. Информацијата беше дека од страна на инспекцијските служби е најдено генетско модифицирана храна и тоа дека оризот е произведен во Кочани. Во Кочанско, мислам дека инспекцијските служби треба да продолжат и до крај таа работа да ја рачистат, тоа дали е така од аспект наш, значи од наше сознание. Сите сорти кои се одгледуваат на територијата на Република Македонија, а главен оризопроизводен регион е Кочани и Кочанско, значи ние тие сорти што ги знаеме, сортите кои се на листа во Република Македонија, значи дозволени за производство, и сортите кои се на европска листа и кои се внесуваат во нашата држава, значи не се ГМО. Односно, да појаснам за земјоделците, ГМО значи генетско модифицирани растенија, значи храна која се добива од генетско модифицирани растенија. Овие сорти кои се одгледуваат кај нас, како што се италијанските сорти, најраспространената сорта Сан Андреа, значи не е генетско модифицирана, таа е создадена со класични методи. Потоа турските сорти исто така кои се регистрирани како што се Халилбе и Гала, Ѓонен, другите италијански сорти кои се внесуваат, Опале и другите сорти кои се во производството и нашите македонски создадени сорти, значи сите тие се создадени по класични методи за создавање на нови сорти, односно селекција на ориз, и така да мислам дека не треба да има паника меѓу самите земјоделци и самите консументи на оризот, бидејќи самите земјоделци знаат кој ориз и која сорта ја произведуваат. Тие сорти, ние што ги познаваме и што се дозволени за производство кај нас, не се генетско модифицирани. Она што го пронашле инспекцијските служби од Агенцијата за храна и ветеринарство е изолиран случај и според информацијата станува збор за околу 500 килограми ориз и треба да се утврди од каде е истиот, вели доктор Андов. Треба да се утврди дали тој ориз е произведен кај нас, дали е увезен како готов. Ако е произведен, треба да се утврди кој го произвел, од кое семе и од каде го внесол. Значи, тоа е нелегално сигурно внесено, бидејќи легално ако е внесено не може да биде генетско модифицирано. Сите тие што се легално внесени сорти, кои ние ги познаваме, значи не се генетско модифицирани сорти и се значи дозволени за производство и за консумација. Заради овој изолиран случај од 500 килограми не треба да се прави паника меѓу луѓето, туку инспекцијските служби треба докрај да ја испитаат работата пред да се пласира во јавноста. Ова нека биде поука, вели доктор Андов, дека треба да има иследливост во истражувањето,
а лесно може да се испита дали некоја храна е ГМО или не. Доктор Андов додава дека најмногу денеска во светот се работи на генетско модифицирани растенија од соја и пченка, а помалку или скоро и да нема сретнато во Европа да се произведува ГМО ориз, така што оризопроизводителите и потрошувачите може да си бидат слободни и без дилема во однос на квалитетот на нашиот ориз и сортите кои што се произведуваат во Македонија. Наскоро треба да започнат градежните работи за реконструкција на постојниот коловоз на дел од патот од Кучани кон Пониква. Со парите што ги обезбеди Министерството за транспорт, ќе се преасфалтираат најголемите оштетувања во должина од над 10 километри. Јавното предпријатие за државни патишта на Република Македонија обезбеди близу 87 милиони денари наменети за реконструкција на дел од регионалниот патен правец од планинскиот рекреативен центар Пониква на Осогово до Кочани. Веќе е завршена постапката за избор на изведувач на работите, а наскоро се очекува да започне и санирањето на оштетувањата и преасфалтирање на коловозот во должина од 10,4 км и широчина од 6 метри. Со градежните работи конечно ќе се санира најоштетениот дел од патот кон Пониква, што е граден пред околу 30 години, а на кој досега немало скоро никакви поправки. Со реконструкцијата на асфалтниот слој ќе им се овозможи полесен и побезбеден пристап на посетителите на спортско-рекреативниот центар, при што освен коловозот ќе се рехабилитира и постојниот, а ќе се обезбеди и дополнителен паркинг простор. Патот кон Пониква е со вкупна должина од 21 км, а над 1/3 од него е тешко оштетен и го отежнува нормалното одвивање на сообраќајот. Се работи за регионален патен правец, кој со промоцијата на главниот зимски туристички центар во источниот регион привлекува се поголем број посетители, поради што тој е важна сообраќајница во овој дел од државата. Досега се правеше само привремено крпење на ударните дупки за да се подобри лошата состојба во која се наоѓа коловозот, но тоа битно не ја менуваше состојбата. Асфалтниот слој на одделни места е целосно однесен од ерозијата, а од поминувањето на товарните возила се направени големи дупки, за кои е неопходна посериозна интервенција каква што сега треба да започне. Околу 20.000 евра од општинскиот буџет на Кочани се предвидени за крпење на ударните дупки на улиците во општината. Сумата се однесува за периодот до крајот на оваа година, а ќе се троши сукцесивно според потребите. Нешто повеќе од 1.200.000 денари планира да потроши локалната самоуправа на Кочани за крпење на прекупувањата и ударните дупки на улиците што се наоѓаат во општината. Со овие пари треба да се набават 220 тони асфалт, пошто ќе може да се реализира засекување и прскање со емулзија и набивање со виброваљак на оштетувањата на коловозот, како и нивно преасфалтирање. Дел од сумата ќе биде наменета и за чистење, утовар и транспорт на извадениот материјал до депонија, што е одредено од страна на инвеститорот на оддалеченост до 7 км. Дебелината на асфалтниот слој, што е планирано да се реконструира, просечно изнесува околу 7 см. Инаку, градежните работи е предвидено да се одвиваат до крајот на оваа година, сукцесивно според потребите на теренот. За местата каде што ќе се одвиваат градежните работи, општината ќе доставува посебно барање до изведувачот на услугата. Веќе е објавен јавниот повик за избор на давател на услугата и истиот трае до 24 август, пошто ќе можат да започнат и работите на терен. Инаку поголем дел од улиците во Кочани се дотраени и со ударни дупки и оштетувања, поради што налагаат итна интервенција токму пред почетокот на есенската сезона. Пат на откупот и продажбата на земјоделски производи во второто тримесечие од 2018 бележи Државниот завод за статистика. Зголемување е забележано кај земјоделските производи од индивидуалните производители, како и кај индустријските растенија, овошјето и добитокот. Државниот завод за статистика излезе со извештај за откупот и продажбата на земјоделски производи во второто тромесечие од 2018 година. Во однос на истиот период лани се забележува намалување за 4,4%. Кај откупот на земјоделски производи од индивидуални производители е забележено зголемување за 14%, а кај продажбата од сопствено производство намалување за 16,5%.
Зголемувањето на откупот и продажбата на земјоделски производи е забележено кај индустријските растенија, овошјето, добитокот, живината, јајцата и млекото, а намалување кај житата, градинарските растенија, фуражните растенија, алкохолните пијалоци, млечните производи и рибата. Месечната дистрибуција на вредноста на откупот и продажбата на земјоделски производи покажува намалување во април и мај, додека во јуни е забележено зголемување во однос на истиот период лани. Оризот, како најзастапена земјоделска култура во Кочани, исто така бележи благ пат. Во 2017 година се откупени вкупно 2833 тони ориз. Во второто тромесечие оваа година се откупени 401 тон, што е за 147 тони помалку во споредба со 2017 година. Исто така намалување на откупот има и кај оризовата арпа. Од 8760 тони откупени минатата година, во второто тромесечие во 2018 година откупени се близу 1300 тони, што во споредба со лани се јавува разлика од 300 тони. Сепак, засега земјоделците очекуваат надпросечни приноси на ориз, а се надеваат и на поголема откупна цена на оризот. На 21 август муслиманите го слават Курбан Бајрам, денот кога им посветуваат внимание на сиромашните и пренесуваат курбан, што представува врска помеѓу богатиот и сиромашниот. На празникот му претходи неколкудневен пост. Првиот ден на Курбан Бајрам е неработен за граѓаните од муслиманската вероисповед во Република Македонија. Курбан Бајрам значи доближување кон Аллах и со принесувањето курбан муслиманските верници се доближуваат кон Аллах, затоа што курбанот според нив е Божја обврска. Тука се зема социјалниот момент во преден план, затоа што курбанот представува врска помеѓу богатиот и сиромашниот, врска помеѓу муслиманот и христијанинот и помеѓу сите други различни структури. Тоа значи дека ако богатиот може да приложи курбан, а сиромашниот не може, тогаш богатиот треба да му даде на сиромашниот за да се израдува и тој. Значи моментот на радост на сите е сушност карактеристично за празникот. Богатите што имат должен е да даде. Ако има 100 овци, 2 овци треба да поделе на сиромаса. Ако има телиња многу, еден теле мора да го двое. Тоа е законот. Во тие земји каде што се пренесува курбан владее мир, затоа што со принесувањето се спречуваат меѓусебните расправи и кавги. Инаку, ден пред празникот муслиманските верници се собираат на молитва, зашто претходно мора да се измијат на чешмата што се наоѓа во дворот на џамијата, со цел да влезат чисти во неа. Празникот го дочекуваат со молитва, на кој му претходи еднонеделен пост. Познатото рок и постпанк трио Репетитор од Србија на 30 август ќе настапи пред публиката во Кочани. Настанот ќе се одржи во клубот Аква, а публиката ќе има можност да ужива во инструменталните и вокални способности на белградскиот состав. Рок и постпанк триото Репетитор од Србија на 30 август ќе настапи во Аква клубот во Кочани. Се работи за еден од најпознатите млади бендови на Балканот, чија музика е мешовит спој од хеви рок н рол и постпанк, како и различни варијации помеѓу овие два жанровски видови. Репетитор изведуваат интересен сплет на музика со инструменти и вокали. Обидите да се најде директно музичко влијание може да се покажат како тешка задача, но сепак триото успешно се справува со изведбата на делата, а преку нивната музика лесно може да се препознаат сличностите со различни бендови од светот, од Шарло Акробата, Нирвана па се до Блек Сабат. Белградскиот рок-панк состав тоа го прави со леснотија и донесува звучно искуство кое е пријатно за публиката. Триото настапува низ целиот Балкан, на многу фестивали низ Европа, меѓу кои Екзит, Евросоник, а настапувало и пред публиката во Кина и Москва. Репетитор ја представува белградската гаражна алтернативна рок музика. Музичкиот состав полека, но сигурно се искачува на пиедесталот на новото поглавие за рок музиката и културата во регионот. Локалната поддршка на концертот на Репетитор е групата Ана О, а покровител на настанот е општина Кочани, во соработка со Аква клуб. Следува информацијата од спортот. На вториот контролен надпревар, градскиот фудбалски клуб Осогово со резултатот 3:2 на гостински терен
изгуби од тимот на Силекс од Кратово. Андреј Коцевски од слободен удар и Христијан Митревски беа стрелци на двата гола за третолигашот од Кочани. Многу голови, но минимален пораз на Осогово од 3:2 во корист на прволигашот Силекс од Кратово на вториот контролен меч во рамки на подготовките за новата надпреварувачка сезона. Поради лошите временски услови, проследени со невреме и обилни врнежи од дожд, мечот наместо на градскиот стадион во Кратово се одигра на терен со вештачка трева. Уште на самиот старт Осогово го отвори резултатот откако Коцевски во 9-та минута од слободен удар ја затресе мрежата на прволигашот од Кратово. Домакините во продолжение на надпреварот од пенал израмнија за 1:1 за до крајот на првото полувреме да направат целосен пресврат и на пауза да заминат со позитивен резултат од 2:1. Во второто полувреме Силекс го зголеми водството на 3:1, а 20 минути пред крајот на надпреварот нашиот играч Христијан Митревски постигна гол за 3:2 и со тоа го донесе конечниот резултат на мечот. Во завршницата жолтосините имаа неколку шанси за израмнување, но сепак резултатот остана непроменет. Ова е втор контролен меч на играчите на Осогово. До сега имаат една победа над тимот на Детонит од Радовиш, како и пораз од прволигашот Силекс. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас, ви посакуваме пријатна вечер. Довидување.